Почнете од почеток со Бони Сала. Слушај совет и примај поука, за да останеш мудар во твоите последни денови. Изреки, 19 глава, 20 стих. Лесно е да се видат проблемите кај друг човек, но не секогаш ги препознаваме нашите маани. Кога некој те критикува, дали обично го отпишуваш тоа како љубомора? Дали можеби си склон да возвратиш со остри зборови? Секогаш е подобро најпрво да размислиш на кој начин можеш да извлечеш полза од критиката. Повеќе од еднаш сум примил корисни совети преку зборовите на некој кој бил злонамерен. Погрешно беше што ме критикуваа на тој начин. Иако ме боцкаше, имаше известна вистина таму која ми помогна да ги изменам моите постапки. Иако е сигурно дека човек што те критикува греши. Влегувањето во битка со зборови ретко ќе убеди некој кој има проблеми со критикувањето да почне да ја контролира својата лоша навика. Изреки, 29 глава, 9 стих, вели: Кога мудриот спори со безумниот, или да се гневи, или да се смее, сеедно, нема мир. Зборовите на вистина повредуваат. Иако одбереш да не се соочиш со човекот кој ти зборува строго, може да ги однесеш своите повредени уши кај Бог и да го замолиш за утеха и водство. Кога пророкот Неемија беше критикуван, тој му ги пренесе своите неволји на Бог, кој го увери: Ти си токму навреме. Продолжи да ги градиш градските ѕидови и немој да им одговораш на твоите критичари. Ако го испиташ своето срце и зборови и си уверен дека не грешиш, продолжи смело. Немој да ги потрошиш времето и енергијата залудно, одговарајќи на критикувањето. Наместо тоа, само слушај го Божјиот повик. Следевте еден момент на рефлексија од Бони Сала. Почнете од почеток со Бони Сала.